обвинетите Бовек Шуклев, Драги Јанев, Славе Ристевски, Драган Денковски да ги огласи за виновни. И тоа, Бовек Шуклев за кривично дело примање подкуп по член 357 став 1 од КЗ. Обвинетиот Драги Јанев за кривично дело примање подкуп од член 357 став 1 од Кривичниот законник и едно кривично дело примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 2 од Кривичниот законник. Обвинетиот Славе Ристевски за две кривични дела примање подкуп по член 357 став 1 од Кривичниот законник и обвинетиот Драган Денковски за 3 кривични дела давање подкуп по член 358 став 1 од КЗ. И врз основа на погоре наведеното им ја изрекува следна пресуда. Обвинетиот Бовек Шуклев го осудува на казна затвор во трајање од 2 години. Обвинетиот Драги Јанев за секое кривично дело му утврдува казна затвор во трајање од по 2 години и му изрекува единствена казна затвор во трајање од 2 години и 6 месеци. Обвинетиот Славе Ристевски му утврдува казна затвор од по 2 години за секое поединечно кривично дело и му изрекува единствена казна затвор во трајање од 2 години и 6 месеци. Обвинетиот Драган Денковски му утврдува казна затвор во трајање од по 10 месеци за секое кривично дело и му изрекува единствена казна, алтернативна мерка условна казна во трајање од 2 години која нема да се изврши доколку обвинетиот за 5 години не стори ново кривично дело. Обвинетиот Стојан Дебарлиев согласно член 403 од ЗКП се ослободува од обвинение за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 1 од КЗ, поради тоа што застапникот на обвинението не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетиот го сторил делото за кое се обвинува. Воедно судот, согласно член 38б од Кривичниот законник на обвинетите професори им изрекува мерка забрана за вршење на професија и дејност или должност во трајање од 10 години, а на обвинетиот Драган Денковски во трајање од 5 години сметајќи од денот на правосилноста на пресудата. При определувањето на видот и висината на казната, односно кривичната санкција, судот се раководеше пред се од природата на кривичното дело кое на обвинетите им се става на товар, нивното својство и професија која вршеле при извршување на кривичното дело и при тоа ги примени одредбите за ублажување на казна согласно член 40, 47, 42 и 50 од Кривичниот законник и ги зема во предвид сите отежнителни и олеснителни околности, а особено ја го анализираше степенот на вина на сторителите на овие кривични дела и од кривично правено и од морален и етички аспект. Па од тие причини судот ценеше дека вака изречената кривична санкција со изречената казна, забрана за вршење на дејност и професија, ќе се остварат целите на казнувањето како на планот на специјалната, така и на планот на генералната превенција. При одмерувањето на видот и висината на казната, односно кривичната санкција, ублажувањето на казната под законскиот минимум, имајќи ја предвид дека за кривично дело примање подкуп по член 357 став 1 од КЗ е предвидена казна затвор од 4 до 10 години. За кривично дело примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 2 е предвидена казна затвор во трајање од 1 до 3. За кривично дело давање подкуп по член 358 став 1 е предвидена казна затвор во трајање од 1 до 5 години. Судот ја имаше предвид и возраста на обвинетите и фактот што тројцата професори кои денес се обвинети се веќе во пензија, а во таа смисла основен акцент и цел на казнувањето на овој судечки совет за кривичните дела кои им се ставаат на товар беше токму заштита на образовниот процес, образовната установа и во таа смисла овој судечки совет смета дека изречената казна забрана за вршење дејност и професија фактички значи нивно оддалечување од образовниот процес во целина и оневозможување на било каква форма на понатамошен ангажман и контакт со студенти и идни академски граѓани и конечно со оваа казна судот смета дека во целост се остваруваат целите на казнувањето во конкретниот случај.